Со 17 милиони евра, државата ќе ја намалува невработеноста, толку пари ќе се издвојат од буџетот за новиот оперативен план за вработување, кој денес во Штип премиерот Зоран Заев го представи пред 30 на представници од бизнис секторот. Преку процесот на преквалификација, преку можноста да луѓе кои што завршиле соодветно образование, но немат работа за тоа место, директно да ги преквалификуваме за работни места таму каде што треба. Државата тоа ќе го исфинансира комплетно и тоа е делот на моделите кои што се применуваат во Германија, во Швајцарија, во Австрија, познато дуално образование или слично. Целта е практична обука и тренинг, финансиран директно од државата, со стекнување на практично искуство и трајно обезбедување на работни места на работниците. Квалификуваната работна сила е проблем кој на истокот е особено изразен во последните неколку години. Недостигаат работници во текстилството, угостителството, но и во индустријата. Со новите мерки се очекуваат повеќе бенефити и за работниците и за компаниите. Со тоа правиме две добра. Вработуваме лица кои што се тешко вработливи во моментов или се невработени, но исто така создаваме и можност да компаниите се развиваат, а со тоа да се развие економијата во Република Македонија. Но важно е сега да ги повикам и работниците кои што немаат соодветна квалификација, но и работодавачите да се пријават и да ги искористат мерките од оперативниот план. За разлика од досегашниот план за вработување, сега во него се вметнати клучните измени кои работодавачите ги бараа. За разлика од порано кога работодавачот ако вработи такви лица по пат на преквалификација или обука за познат работодавач и тоа лице ја напуштеше обуката или го напуштеше работното место, работодавачот ќе мораше да најде исто такво адекватно лице да го замени или да ги враќа средствата кои ги добил за време на преквалификацијата. Во овој случај измената е во тоа што ако работникот сам ги напушти работно место, тогаш работодавачот нема потреба да ги враќа средствата што ги искористил од Агенцијата за вработување за време на преквалификацијата. Во процесот на преквалификација свое учество ќе имаат и локалните самоуправи. Најавувам дека општината ќе биде партнерски поставена во однос на овој проблем и овој оперативен план кој што се работи во владата на Република Македонија и очекувам дека во наредниот период тие обуки кои што ќе се случат дека ќе бидат овде, ќе се случат овде во општина Штип и во нашите простории на општината каде што обучувачите ќе доаѓаат и ќе ги вршат тие обуки на работниците кои што сакаат да се преквалификуваат. Новите мерки за вработување беа поздравени од работодавачи во Штип. Сакам да ги поздравам новите мерки на владата и на Министерството за труд и социјална политика за поддршка на работодавачите и се надам дека овие мерки ќе дадат со резултати и дека ќе има напредок. Освен мерки за преквалификација на работници, во планот за вработување 2018-2020 се содржат мерки за поддршка за вработување на инвалидни лица и роми. Инаку во моментов процентот на невработеност на ниво на држава е 22,4%.